Многу ви благодарам што оваа вечер ја споделивте со семејството Петрови. Фактички го одбележуваме неговиот роден ден, деновиве, меѓутоа 87-те дела ги кажуваат годините кои ги помина во фактички во творештвото. Он повеќе живееше за да твори, него да твори творештво за живот. Овде се наоѓаат 87 дела, 36 актори во маслена техника, 36 пейсажи во маслена техника, на панел, на хартија, на картон, и 25 актори и 26 коњи. Коњите и акторите се во техника пастел, тоа е крејон, сув пастел, Конте Апари, тоа е француски пастел, многу квалитетен. Кога го запознав, кога прв пат го покуша да работи со него во 70-тите години, до последниот миг на својот живот пастелот не го остави, бидејќи е многу захвален за работа. Меѓутоа и неговата душа сакаше да работи и голем работник. Ангел Петров беше многу голем работник. Овие дела се прв пат излагани, до сега не се излагани. Овој избор е малку необичен за публиката, бидејќи коњите и актовите се извор на животот. Актовите се извор на животот, а коњите се едно племенито животно на кое му треба и на актовите и коњите треба познавање на нивната анатомија. Он ја студираше анатомијата и на актовите и на коњите. Многу литература прибираше, одеше по ергели, ги пратеше, голем труд е вложен. Тоа е суксесивно, едно најмалку 60-70 години ги работеше овие коњи и актори. Актор и коњот го пратат цел живот, макар да пейсажот му е во душата, бојата, затоа што уште во втора година средна школа професорот Личиновски го наградува, му вика ти сликаш како мене, и го наградува од целата генерација као најталентиран во бојата, бидејќи знаеме дека Лазар Личиновски е уметник, најголем уметник во Македонија по бојата, за разлика од Мартиновски кој е голем цртач, а Личиновски е голем познавач и човек со голем осет за боја. Така да за време на после завршувањето на средното училиште го прави овој портрет. Тоа е првиот портрет, прв пат го излагаме на оваа изложба. Заедно истата година, тоа е 1955 година, ги работи портретите на Марија Солева, која после 6 месеци починува. Тоа е портрет од жив модел. Истиот е подарен горе во спомен куќата на Раци. Исто така, во тој период го слика и портретот на Раци, кој што е моментално во библиотеката Гоце Делчев, исто подарен. Неговиот творештво се состои од 64 изложби, од кои 33 изложби се исклучиво во Велес, со кои изложби мислам дека направи огромен подем во стварање на една ликовна култура во градот. За жал, разбирање од градот немаме. Оваа изложба сами ја организиравме, сами ја финансиравме. Општината нема средства, она има средства за трчаме да Раци, да даде за патики, за сендвичи, за и така натаму, и за дресови. Или возиме точак за Раци, што е тоа срамно. Раци тоа не го заслужува. Бар тоа Ангел го кажува преку неговите 200 нацртани портрети. Ја мислам дека овој избор ќе ви даде една душевна храна која ќе ја запамтите. Затоа и велиме дека оваа изложба, неговото творештво трае и ќе трае
ова изложба, верувам дека ќе ви остави голем впечаток, ќе трае до недела, така обично толку планираме, толку имаме време затоа што имаме понуди да продолжи негде на друго место, меѓутоа Велес никогаш Ангел не го прерикувал. Он е 5-та година од која починат, градот не најде ни еден цвет да му стави на неговиот вечен дом, а камоли да стави некоја скулптура или да направи улица или највеќе заслужи овој храм на уметноста, ликовен салон да се вика Ангел Петров. Али ширината е за жал мала, нема разбирање и не ни бараме разбирање, пато ние ќе го одиме понатаму. За овие 5 години од која почина Ангел, ние семејството направивме 5 изложби. Една направивме во библиотеката Гоце Делчев по повед 150 години од раѓањето на Гоце Делчев. Таа изложба по покана на Институтот за македонска историја беше пренесена во Музеот на Народно-ослободителната војна во Скопје, за да потоа премине во Белград и нашите македонци, каде што таа изложба, тие 30 портрета на Гоце Делчев, ја собра целата македонска публика, сите македонци од цела Србија. Тоа беше многу интересен повод. Понатаму отворивме, одбележавме 90 години од неговото раѓање пред 2 години и ова е 5-та изложба. Изложбите ќе продолжат, бидејќи има многу дела. Тие не смеат да стоат во депото, тие се треба да видат јавноста. Треба да Ангел викаше стално, сликите ги правам за публиката и јас, немојте да ме барате на Свети Пантеле. Јас сум меѓу сликите присутен и сум секогаш тука за вас и со вас. Ви многу ви благодарам.